Исплаќање на субвенциите до крајот од тековната календарска година, како и заедничко планирање на производството, на критериумите и на откупните цени на грозјето, бараат тиквешките лозари пред стартот на годинашната производствена сезона. Велат не се задоволни од досегашните политики на ресорното министерство, од кои трпат огромни штети и работат за бадијала. Требаше да ги повика винарите и да му наложи на винарите, за да лозар, винарија, пред време да имаме образувачки договори, да направиме лозар, винарија и така да ние да знаеме по која цена ќе биде гројето, по која шеќерност, која келажа ќе се откупи. Субвенциите треба да се исплаќат во текомната година, до крајот на 12 месец. Али тоа не можеш ти оваа година да работиш од година субвенции. Субвенции се дават унапред. Отсуството на адекватна национална стратегија и погрешните политики за оваа земјоделска гранка се повеќе ги принудува лозарите да се откажуваат од лозарството. Според известни статистики на ресорното министерство и на платежната агенција, површините под лозови насади намалени се дури за 750 хектари. Споредбено со 2017 и 2023 како податок, имаме над 1400 лозари кои што веќе ги немаме во системите за аплицирање на субвенции, односно не се веќе на полињата, а овој факт го подкрепува и фактот да околу 750 хектари се намалени површините под лозов насад. Тоа е сериозна површина, сериозна бројка на земјоделци кои што веќе не се занимаваат со земјоделство. Наспроти сите овие показатели пак, деновиве министерот Љупчо Николовски со континуирани објави на социјалните мрежи тврди дека оваа година ќе била година на лозарите. Покрај редовната поддршка од 12.000 денари авансна и 28.000 дополнителна субвенција, предвидуваме дополнителни 20.000 денари по хектар за лозарите што ќе извршат зелена резидба, поттикнувајќи го договорното производство, а и 9.600 денари зголемена поддршка за зелена нафта од 100%, пишува Николовски.